се наоѓа ВМРО ДПМН веќе подолго време се наоѓа во тој некој невозможен еквилибриум, независно што ќе биде на изборите и дали тоа ќе им се исплати или не, кој на долг рок веројатно ќе им се одрази во функционирањето на партијата, кохерентноста, можноста да ги задржат сите тие гласови. Имено ВМРО ДПМН подолго време пробува да игра и со либералниот центар. Мислам дека тука беше изборот на професор Силјановска за претседателски кандидат една порака во таа насока помалку или повеќе. Истовремено да го задржи овој радикално десен пул на гласови или базен на гласови кои можеби се 10, можеби 20, можеби 50 илјади. Не знам и не можам да проценам точно дали е ова исплатлива тактика на долг рок. Меѓутоа факт е дека да ги држите либералниот центар, оние неопределени гласчи кои можеби би отишле центар десно или од некоја причина се незадоволни од другата страна и истовремено да адресирате радикална десница, во Хрватска многу интересно се одрази на претседателските избори. Не знам како ќе се одрази во април, не знам што точно ќе се случи, останува многу време има до тогаш. Меѓутоа, она што мене искрено ме буни е што никој нема направена реална проценка колку се тие гласови. Ние секогаш оперираме со некоја бројка фиктивна, од 1,2 кои останале дома до можеби 10.000 гласа. Можеби ВМРО ДПМН има направена анализа. Можеби, претпоставувам дека и затоа пробува да ги задржи тие гласови, меѓутоа на долг рок не знам колку ќе може со оглед дека тие гласови може да се организираат и во некоја своја политичка енергија и со тоа да се отцепат. Што на ВМРО ДПМН може да не го намолесне. Да, коментиравме една иницијатива која што станува видлива на интернет за независна пратеничка листа под чадорот на движењето Бојкотирам и така натаму, веројатно ВМРО ДПМН калкулира со сето тоа кога ги поставува своите политики. Можеби на краток рок на ВМРО ДПМН тој не му одговара многу. По моје видување на среден и долг рок исклучително му одговара, затоа што конечно ќе се разлачат тие политички енергии на политичката сцена кои се сега споени некако во тој десен кампус и се многу нејасни која каде почнува, каде завршува и така натаму. И можеби поинтензивно ќе се сврти кон политичкиот центар, доколку оваа иницијатива што е сосема легитимна направи своја политичка партија излезе на избори, ќе можеме конечно да знаеме дали се навистина 1,2 гласови, нели, како што некои тврдат, или се 5.000, 10 или 50.000. Јас никогаш не сакам да прогнозирам вакви работи, да се бавам со метеорологија, меѓутоа мислам дека е тотално легитимно да таа политичка енергија направи своја партија. Јас мислам дека има тука, да употребам народски збор, мастрав за таква работа, меѓутоа треба и храброст, треба и организација, треба и добра проценка што можете реално да направите на избори за да не се излетат.